Брзи и бесни, 476 возачи низ Македонија возеле над дозволеното, а ги открила полицијата во само едно деноноќие. Но колкумина од оние кои секојдневно учествуваат во сообраќајот, возат со неприлагодена брзина. Од она што го забележавме на автопатот Скопје-Тетово и обиколницата околу главниот град е дека се вози пребрзо и ризично. Максималната дозволена брзина на овој дел од автопатот е 100 км на час. Сите автомобили кои што не претекна возат со брзина поголема од пропишаната. Во само еден ден на овој автопат сообраќајната полиција казнила 94 возачи. Двајца од нив возеле со брзина од 214 и 227 км на час. Во Скопје пак, како и на секој јавен пат во населено место, максималната дозволена брзина на движење е 50 км на час, освен ако не е поинаку означено. Но и тука се вози над дозволеното, а вработените во брзата помош се со полни раце работа. Поменам дека во периодов имаме зголемен број на сообраќајни незгоди, најчесто заради неприлагодена брзина по патиштата, со тоа што типовите на сообраќајни незгоди може да бидат од лесни, па до многу тешки политрауми кои што треба интензивна брза реакција, нели? Од полесните понекогаш интервенираме и само кај акутни стрес реакции. Во периодов имаме сообраќајки со моторциклисти, некои носат кацика, некои не носат заштитна кацика, со тоа што нели да апелираме дека заштитната кацига е обавезна според законот и според потребите. Само во периодот јануари-мај годинава животот го загубиле 44 лица, а минатата недела дури 5, од кои едно дете. Лани во сообраќајни несреќи починале 124 лица. Во 2022 година имало 7086 сообраќајни незгоди, од кои најголем број на подрачјето на СВР Скопје 3119 и СВР Тетово 1117. Според местото на случување, 5255 се на улиците во населените места, а останатите на регионалните патишта 975, на автопатиштата 616, на локалните патишта 391 незгода. Времето на реакција кај нормален човек е од половина до 1 секунда. Таа секунда е наречена секунда на стравот. Ако човек вози со брзина од 80 км на час и удира пешак, за таа 1 секунда може да помине дури 22 метри додека го удира пешакот. Ако наместо со дозволените 100 возиш со 140 км на час, во расстојание од 80 км, ќе добиеш само помалку од 9 минути. Вреди ли да се ризикува толку?